Почитувани, добар ден, ова е новото издание на Црвена линија. На вчерашната лидерска средба падна договор за датумите на првиот круг на председателските избори, 24 април, и за вториот круг, заедно со парламентарните избори на 8 мај. На средбата се договорија и измените на изборниот законник според препораките на ОПСЕ ОДИХИР, но она за што не се договорија е избор на член во ДИК, уставни измени и прашањето за укинување на техничка влада. За една изборна единица и за отворени листи не стана ниту збор, па гласачите ќе чекаат подобри времиња до некои следни избори. А денеска во Црвена линија ве прашуваме: дали треба да се укине техничката влада? На лидерската средба се побара и гласање. Секако тука ќе ве подсетиме дека најдобро би било да бидете веќе дел од оние кои што не следат на Инстаграм, тоа да го сторите веднаш и секако на Инстаграм стори активно да земете учество во денешната анкета. Таму на Инстаграм стори ве прашуваме дали треба да и се овозможи на диаспората да гласа на предстојните избори по пошта или по имејл. Две опции имате за одговор. Едната е да, не ќе кликнете директно на опциите и секако во проценти резултатите ќе бидат соопштени по рекламите. А секако во продолжение, за да се подготвиме јас и вие, ќе го погледнеме и прилогот на Сонја Николовска. Договор за изборните термини и за изборниот законник има, за другото нема. Ваквиот епилог на лидерската средба не го дочека здружената опозиција на албанците, бидејќи го напушти состанокот речиси на самиот почеток. Причината е што спикерот Талат Џафери не покажал разбирање дека седмиот член на ДИК треба да биде од нивните редови. Тоа го смета за вовед во фалсификување на изборите. Мислам дека ќе се искористат сите демократски механизми за да членот во ДИК да биде од нашите редови, значи од албанската опозиција, затоа што се освен тоа би значило подготва на еден голем фалсификат во предстојните парламентарни и председателски избори. ДИК не е комплетна откако Кренар Лога стана министер. Алијанса за албанците смета дека треба да го задржи местото согласно изборните резултати. Алијанса за албанците имаше 8 пратеници и имаше член во ДИК. Господинот Изет Меджити беше дел од ДУИ тогаш и ДУИ сега има член на ДИК. Господинот Билал Касами беше со СДСМ во иста листа и СДСМ има член во ДИК. И господинот Африм Гаши беше со нас и нашиот представник е представник на алтернатива во Државната изборна комисија. Алијанса допрва треба да одбере дали на престојните избори ќе му се придружи на Европскиот сојуз за промени или на Европскиот фронт, или ќе оди самостојно, што за нив го прави членството во ДИК уште позначајно. СДСМ прво се концентрира на председателските избори. Извршниот одбор одлучи да почне постапка за избор на председателски кандидат. Ги повикува сите проевропски и прогресивни сили. Известно е дека ДУИ е дел од фронтот, како и досегашните коалициски партнери, а најверојатно ќе им се придружат ново формираните партии на Аријанит Хоџа и на Скендер Реџепи. Додека се одмеруваат капацитетите и за заеднички парламентарен настап, неизвестно е како ќе се позиционира партијата на Таравари. А сега е време да стартуваме и со вас. Се разбира, до Црвена линија доаѓањето е многу едноставно, 023-07-0005. Го вртите добро познатиот телефонски број, меѓу другото е уште еден указ на тоа да се намали тонот на телевизорот веднаш од кога ќе ве вклучат во програма, што значи јас и вие ќе зборуваме само преку слушалка. Ке ве подсетам сега која оваа дискусија можете да ја префрлите и продолжите и на социјалните медиуми, стандардно на профилот на Facebook на Црвена линија, потоа и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите, и подсетувам на Инстаграм. Денес ве прашуваме дали треба да и се овозможи на диаспората да гласа на предстојните избори по пошта или по имејл. Да видиме што ќе каже првиот гледач во Црвена линија. Добро вечер. Дали се слушаме, во Црвена линија сте? Добро вечер, Македонија. Добро вечер. Дали треба да и се овозможи на диаспората да гласа на предстојните избори по пошта или по имејл? Диаспората не е само да полни наши банки и да му ги заробиме тие нивни
да речеме милиарди долари или евро девизи, над 200-300 милиарди евра сигурно има капитал наша македонска диаспора. Ако имаме единство и почут кон нив и доверба, ако има тие во наши банки, дел од тие пари да ги вложат во Македонија, во наши банки, во инвестиции, Македонија за 5 години ќе биде Швајцарија, ама за жал Географија порано памтите уште во СФРЈ, од нивни пари живееше СФРЈ, од нивни пари крадеа директорите комунистички порано и така таа доверба се изгуби. И за жал ширеа омраза кон наша македонска диаспора. А замислете, хрватска диаспора, српска, грчка или албанска си имаат голема почит и народ во матични држави со нивна диаспора. Само кај се овде некои 80 години прават омраза со наша македонска диаспора. А тука некој е развој, шанса за развој голем на Македонија. А сум против ова техничка влада, против ова власт, пошто со која што заслужува Дуи да има и премиер. Колку скандали, криминали, лоши дела направи Дуи во овие 20 години, па сад имале и премиер. Која е логиката? Дека играш фудбал и кошарка во министерството, дека живи деца горат, така заслужи да имаат и премиер од Дуи. Нема логика, само... Секако големо благодарам и со вас го отвараме ова издание на Црвена линија, но и продолжуваме со останатите гледачи кои што ќе одговараат. Па да видиме што ќе каже новиот гледач. Добар ден или добро вечер? Ало. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Повелете. Први сочувство до семејството, јас вчера не можев да успеам да добијам на жртвите. Ни техничка, ни не знам каква подхитно на оваа држава и треба експертска влада. Од овие луѓе се виде дека држава не бидуваат. И ќе поставам едно прашање до владата. Каде се возрастните луѓе во завод, стечајци технолошки вишок, со помошта што ја даваат на некои избеснати пензионери што имаат по 30.000, па ќе им дадат, не знам, по 1.000 динари плюс на онаа председател што е на пензионерите, на овие од синдикатов што излагаат само така површно. Еве апел до вашата телевизија да постават прашање до министерката, господја што се направи сега, господја министерка, каде се луѓето што се под завод, што се околу 60 години. Тие луѓе се заборавени од оваа држава, нема никакви примања. Болни, гладни. Јас ве молам, како телевизија, отворете таму и топ тема имате и еве и вие водите емисија. Каде се луѓето под завод што имаат работено по 30 години? Што се испуштени како технолошки вишок? Што се пријавуваат на 60 години во завод и без денар, болни, секакви без денар во джебот. Каде се тие луѓе? Ја да не ви одземам повеќе време. Не, сосема го исполневте своето предвидено време и ќе ви се заблагодарам и секако бидете сигурни дека и јавноста и секако прашањата кои што ги поставивте се слушнати и од оние кои што треба, а и ние како редакција понатаму во наредно некој издание на Црвена линија ќе земеме во предвид токму да ја обработиме и оваа тема. Но сега да се навратиме на темата за која што бараме одговори токму од вас. Сметате ли дека треба да се укине техничката влада и кој би бил вашиот одговор во однос на тоа дали треба да и се овозможи на диаспората да гласа по пошта или имейл? Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во Црвена линија сте. Господја Тина, Да, ве слушам. за техничката влада треба што побрзо да се укинат тие манипулации со луѓето, каква техничка, па има доста министри, има доста функционери, сега уште повеќе че треба да други луѓе да се учат за 100 дена, изгледа дека сакаат да протуркаат некој закон, некоја политика своја, затоа е техничката влада, вика тој вице-премиер, вика може на наредните избори. Па до кога овој заства народ ќе седи и ќе чека со скрстени раце дека некој ќе му подари држава? Он треба да сам се избори за државата своја. А тоа дека диаспората треба да гласа и треба, ние имаме милион и више македонци надвор. Никој не ги прашува, нема освани да ги праша.
Треба самите да се изборат и ние овде да им помогнеме да гласаат. Тие ги возат со автобуси од секаде, ние гледаме сеир. Како ми ја земаат државата под нос. И благодарам, имајте убав ден. Секако ви посакувам да имате и вие убав ден, но денот сега уште да ви биде заедно со она што го нудиме на црвена линија, односно да имате можност да ги проследите и останатите одговори на гледачите кои што допрва ќе се вклучат. Што значи продолжуваме само со вас. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Дали треба да се укине техничката влада? Да. Имаме веќе искуство со техничка влада. Ти сите во владата беа сложени како рогови во вреќа. Едни така министер од едната партија, замеников министер од другата партија, никакви, не може никако да се сложат. Поготово ете, например, Наче Чулев беше министер за внатрешни, од другата страна беше, не знам кој беше точно, министер за заменик, министер за внатрешни, ама никако да се сложат. Едниот со другиот се јадеа, се изгледа живи. Истото и со Министерството за финанси, едно од најаките министерства. Истото се случуваше и таму. И шо ќе ни е такова? Зошто ни е таква влада? Ова влада нека си теда до таа дата, од таа дата потаму не. За диаспората. Што ќе ни е диаспората? Зошто? Диаспората општо, цела диаспора да се укине. Сите, не само македонците. Сите и албанците да се укинат. Нема што тие. Тие немат интерес тука во ова држава. Вистина имат куќи, вистина имат, ќе дојдат, ќе донесат некој динар едно друго, меѓутоа ќе дојдат и вагабонти. Ево, например, го имавме Ден Дончев. Така, големо благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. За останатите имате во предвид дека 90 секунди е време трењето, но секако и додека траеме ќе имате можност уште еднаш да го завртите нашиот број, да си добиете дополнителни 90 секунди. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Добро вечер. Па еве, дали не треба да се укине техничката влада според вас? Подхитно. Подхитно. Таа беше времена. Тогаш таква ситуација што го направи СДС, иначе подхитно. Второ, еве да му одговорам сега, нема да именувам на слушателот предходно. Од вакви нема да не има, ниту ќе не има. Тој вели што му смета да бил албанец овде или онде. Ето слушајте, не сакам никој да вреđам, ни нација. И ја ќе се сложам со него. Меѓутоа, дали тој со својата глава ведро размислува и е спомнува Америка. Ако беше Барак Обама 8 години црнец, дали не ја пееше американската химна, дали изваде друго знаме, дали на свадба на прославе одеше со други знамиња, па што му е наоѓало, дали се македонци или се прашувам се некои изроди од македонци. Јас не мразам. Јас бев тој што велев за Таравари, што толку го поштевав, утре ќе гласам за председател овој да се кандидира. До кога? Одма си кажа робојте, сами у себе си во наводници, тој Таравари. И сега, јас му честитам на албанските партии, па ВМРО и СДС ги донесоа начело онаму кај што се и да ни е вода државата. Замислете, денески имате, вчера имате составок, не може да се договара, се договори за избори, нека се договара за една листа. ВМРО и СДС се пропаст за Македонија. То да знаете, тоа е крај, тие користат другите со нивна помош. Благодарам и вам за учеството во црвена линија. Секако и подсетување дека се она што сакате да надополните, додадете или да се изјасните во однос на она за што говориме денес со вас во црвена линија, можете да го сторите и на Facebook преку коментари, шернување и лајкнување. Кога сме веќе ги коментарите на Facebook, профилот е црвена линија, тоа се подразбира и вего и првиот коментар. Прво ќе ви покажам како изгледаме таму на Facebook, ако може
Еве, да доловиме објавата на темата секако и фотографијата под која го имаме прашањето кое што го поставуваме и во живо, тоа е дали треба да се укине техничката влада. Васко Белески го има напишано следното: дали треба да и се овозможи на диаспората да гласа. Секако, сите ние кои поседуваме македонски пасоши мора и треба да го оствариме нашето право на гласање, без при тоа да мора да се откажеме од тоа право. Поради скапите авионски карти, кои најчесто се причината многу наши иселеници да не дојдат да гласаат, а посебно оние од прекуокеанските земји. Значи да, треба и мора. Продолжете секако да ги давате одговорите, ке повторам, преку коментирање и не само на Facebook Црвена линија, туку и на профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите. Да слушнеме кои се одговорите на новиот гледач или гледачка. Добро вечер. Здраво. Здраво. Па види, што се однесе до техничка влада, не сум поддржувач на техничка влада. Гледам нешто и за диаспората, се спомнува тука дали треба да гласаат, дали ова. Па имавме ние можности таа диаспора да ја ангажираме, па имаше тука, ако се сеќавате, летови нарачани со толку и толку патници кои треба да гласаат, тука да доаѓаат. Значи сите тие работи, тоа беше метеж на изборите. И секојаш победуваше една партија, секојаш она беше најголемиот прајер у државата и затоа дојде и до влада што направија подводно доле, како беше името, заборев, со тој холанѓанец од Точакот. Така да зијан сме од овие влади вакви, ја и од политичките влади воедно сме зијан. Едина влада што од независноста, да речеме, од осамосталувањето на држава, само таа експертската влада нешто држеше вода, нешто така постигна некои резултати, тоа беше само 92-а, мислам, така нешто. Инаку овакви технички наметнати мора да биде премиер. Зашо мора да биде? Мора само една работа, да се умре мора. Кој фактор е? Па он па да биде он председател на влада. Ако си квалитетен, ќе бидеш. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за вашето јавување. И еве уште нешто ќе споделиме со вас во рамки на оваа дискусија која што ја водиме околу договорот за датумите, кој што еве ќе посетиме на првиот круг на председателски избори е 24 април и секако вториот круг заедно со парламентарните избори на 8 мај. Но еве со што ќе се соочиме во тој период. Со 4 дена одмор се добиваат 12 слободни, што значи изборите на 8 мај се после продолжен првомајски и великденски викенд. Ево уште малку ќе го потенцираме и тоа што и покрај можноста голем број граѓани да се ги спојат празниците со се изборите и да заминат на продолжен викенд, за партиите заедничко прифатливо решение е тие да се одржат на 8 мај. Сега ние ве прашуваме во Црвена линија дали треба да се укине техничката влада. Ве слушаме во Црвена линија, сте добро вечер. Добро вечер, ако сум ја на линија. Да, ве слушаме, повелете. Добро вечер, синче. Добро вечер. Прекрасна водителка, све прекрасни теми давате, различни од сите медиуми. Благодарам. Така да, често пати се јавувам и одма да кажам дека подхитно треба да се укини техничката влада, зашто перспектива нема државата од техничка влада, од ненародна влада и техничка влада нема никаков корис. Само препукување ќе биде поголемо и повише затонување на државата. А дали треба диаспората да гласа? Да. Сите македонци, што се со македонски да пасоши, да треба да гласат. Меѓутоа, и тука сум во дилема, дека сите тие што ќе гласат, било на каков начин, ќе бидат злоупотребени гласовите. Пошто сум била на такво место, во ДИК, и знам како се злоупотребуваат работите. Така да сум за да има диаспората право да гласа, меѓутоа да се отвора гласачки места каде што има наши македонци.
А техничка влада подхитно да се укини. Нема потреба техничка влада да се укини, за да има препокување на ова ненародна влада. Толку од мене, ви благодарам. Благодарам секако и вам. Продолжете да не следите како и секогаш. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Еве вака, се сложувам потполно со претходната слушателка, гледачка и така натаму. Значи, подхитно да се укине оваа техничка влада. Зошто не техничка влада? За да видат како се владее во Македонија, како се краде уште. Ненародна влада не треба да има техничка влада. Овие лопови да се тргнат, треба без да има техничка влада, без да има избори, овие треба да се тргнат. После вчерашниве и овие случувања што се случуваат во Македонија, овие треба сите да си одат. Што се однесува до диаспората, да, треба да гласа диаспората, меѓутоа, бидејќи и јас имам работна во ДИК во времето, знам како се злоупотребуваат овие гласови, затоа треба таму да се направат изборни места и од таму да се каже колку гласови има, не да им ги донесат овде па да си ги престрелат кој каде сака и како сака. Значи, ако се слуша македонскиот народ, посебно сакам да нагласам, значи ако се слуша македонскиот народ, треба да се укине техничката влада. Ни по баби, ни по дедовима, него по народот. Народот не сака техничка влада. Убаво попладне ви посакувам. Секако јас ви посакувам најубаво попладне, но и попладнете се уште да црвена линија биде составен дел од него. Добро вечер. Друже. Ало! Да, ве слушаме. Повелете, само намалете го тонот на телевизорот. Дали се слушаме сега доволно добро? Знаеш што е најтрагично? Со ние луѓето гладуваме, ама политика водеме. Тоа е најстрашно. Најболно, по мене, де. Не може Ковачки да кажува што треба да се прави. Треба да каже народот. Дали ме разбират? Да, дали треба да се укине техничката влада според вас? Техничка влада, што е работа со нас? Ние дека живееме, у кој свет? Технички влади ќе прави, сега некои се таму рубили, муби како вика тај од Дуј, сега ќе го правиме премиер. Луѓе, зашо не живееме во оваа држава? Зашо работеме? Значи, стварно не може да ги сега слушаме цело време. Најмалку слушаме, ја нема време, јас сум сточар, нели, чувам стока. Ама сега ми даде така, значи, стварно ме боле. Сега ќе го правиме ние груби да биде он премиер. Кој си бе ти да бидеш премиер на оваа држава? Ово стига кај Македонија, си вика Албанија. Ако не му се свига, не се до Албанија. Ама само не може да биде политичар, не може да биде вице-премиер. Дали треба да и се возможи на диаспората да гласа на престојните избори по пошта или имейл? Како? Дали треба да и се возможи на диаспората да гласа преку пошта? Да, треба, како не знае, па тие се нели? Благодарам многу и вам за јавувањето, посетување, еве, за да не се губат секунди, ниту време во тоа дали добро се слушаме. Веднаш по вклучувањето од страна на режија во црвена линија, ве замолувам целосно да го намалите тонот на телевизорот и секако да внимавате на тајмерот, кој што е 90 секунди. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Техничката влада уопште не треба да постои. Тоа е само параван за најголемата глупост и штанцање на овие, како ги викаат, пари давање без везе после по ветер уште апанажи, делење после уште година дена. Бидејќи тоа е исто еден невиден театар кој се случува во државата. Така да нас ни треба правно-економски и меѓународен борд веќе, не ни треба ни влада. Затоа што ние немаме веќе кадри да формираме влади, ти кажам право, со овој начин. Нас ни треба меѓународен финансиски правен борд кој ќе ни ги среди некои работи, кој ќе доведе малку дисциплина во државата и да се суспендира парламентот. Нема потреба од парламент веќе. Ова е театар. Она што се случува таму е веќе театар, не е парламент. Што се однесува за гласање на опозицијата под никој случај. На диаспората мислите? Диаспората во никој случај. Затоа што имала онлайн попис. Како за албанците онлайн пописот работеше, за македонците не работеше, сакам да прашам.
Имава гласање во диаспората, имаше гласачки места, државата трошеше пари, се комплетно. Кого ни го пратија последен пратеник од Австралија? Знаете? Измамник, осигурителен измамник. Доаѓа овдека, или оној од Америка ни дели правда комуњари и онаквото, а не ни каже нешто друго. Што добивме од последните пратеници што ги имаме на диаспората? Само трошкови. И што? Еве да ги прашам, како за албанците за пописот работеше страницата, за македонците не работеше? Благодарам многу за јавувањето. Ете, слушате досега кои се одговорите и размислувањата на оние кои што активно земаат учество во Црвена линија. Добро вечер. И добро вечер и за вас. Па дали треба да се укине техничката влада? Па така е укината, е? Да. Што имаме од техничка? Што имаме од редовна, па на техничка? Тоа, не разбира, тоа да рачиново се јавувам. Да, ве познавме си како редовен гледач сте ни. Да, редовен гледач, секогаш ве следиме и така. Едино овој прозор останало отворено за да знаеме со кога зборуваме, зошто зборуваме. Види, диаспора не смее да гласа. Знаеш зашто? Не овој пред мене што беше, на предходниот не смее да гласа. Затоа што од Македонија албанци имаш во диаспора 396.000 со бројка. Предходните се јавиле тие господјеве дека работеле во ДИК и јас сум меѓу нив. И знам како се штанцуват работите во ДИК. Него јас препорачувам една изборна единица, не 6. Една изборна единица. Ако сум интересно е дека за една изборна единица и за отворени листи не стана ниту зборна лидерска. Да, ете така, па за тоа ние сме во анархија, ве молам. Да, ова е една голема анархија. Него една изборна единица, околко постои македонец едини во Рачиново, има право да гласи за тој во Струмица и гласот нека му појде тамо. Благодарам што вашиот глас го слушнавме во Црвена линија и секако подсетување, внимавајте само на тајмерот, бидејќи автоматски се исклучува на 90-та секунда. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте? Не, јас сум се во Црвена линија. Да, вие сте, ве слушаме. Добро, ова за техничка влада, дали треба да се укини или не знам. Јас сум за она другото, за гласачите од диаспората. Добро, ве слушаме. И ја мислам дека нема потреба да и се дозволе да гласат они. Нека се вратат у Македонија, па нека гласат тука. Разбирате? А што има он да гласа за мене, он да ме решава на мене. Пошто ја живеам во Македонија. Разбираш, ја ќе си гласам за кого сакам да гласам и за кого мислам дека треба да гласам. А он нека се врата од таму кај што е тука, па нека гласа. Нема потреба да гласат. Они јас сум за да се изфрлат они. Имате уште време да додадете нешто? Па не знам, ова за техничката влада, дали ќе ја има или нема да има, тоа исто нема. Мислам, нема ништо, нема да смене у тај дел. Народот за кого ќе гласат, дали некој мисли дека они нешто ќе влечат за било која страна, не е битно. Јеснам дека нема ништо тука тоа. А оноа диаспората нема потреба да гласа за нас тука. Ние ќе си решиме сами, ако сака да решава за нас тука, нека се врата од тамо тука, нека живее кај нас, да види кој си живее, па нека гласа, нека решава она. Не, горе му е убаво, он ќе ми каже на мене тука како ми е и он ќе ми решава за мене. Не, јас сум против. Така, благодарам што бевте за вклучувањето во Црвена линија и продолжете да не следите. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, се слушаме одлично како и секогаш. Поздрав до вас и поздрав до екипата на Телма телевизија. Благодарам многу. И до македонските гледачи и слушатели. Сега, на првото прашање, дали треба да се укине техничката влада? Па, како што од вчерашната што беше седмица, најверојатно нема расположение да се укине техничката влада, или доколку би требало да се укине, моје мислење дека требаш да ја укинат пред 2-3 години. Али сега, во овој период од неколку месеци, моје мислење дека не треба да се укине. И тој што ќе биде, да речеме, премиер,
многу лошо се изразуваат и во медиумите и секде кажуваат албанец. Тој не е албанец, тој е македонец со етничко албанско потекло или со чувство дека тој се осеќа албанец. Значи, многу лошо се изразуваат сите. Зошто вика да имаме албанец премиер? Па тој не е албанец, уште еднаш ќе повторам. Тој е македонец, тука живеел, тука се родил, тука учел и тука остварува секакви права какви останати. А за диаспората, исто така не сум да гласаат тие, затоа што тие се сите што мислат од Македонија се поголеми патриоти него ние што живееме овде во Македонија. Така да тие квази патриоти нака дојдат, нака инвестираат овде, нака работат, нака живеат и нака гласаат. Со оглед на времето, поздрав и пријатно. Поздрав и до вас и како останете со црвена линија и понатаму да слушнете кои ќе бидат останатите одговори. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака, јас сум да се укине техничка влада. Број 1. Број 2. Да се укине апанажата на функционерите во оваа држава. Број 3. Секој може да биде начело на оваа влада, кој е граѓанин на Република Македонија, без разлика на негово етничко потекло. Можеме тоа да го видиме во Америка, пример Барак Обама, во Англија и да не набројам во други земји кои постојат. Друго, диаспората. Де да видиме кои се тие луѓе во диаспората? Тоа се луѓе економски мигранти кои побегнаа во времето на комунизмот. Овде. По различите особи. Еден од тие основи се и азил, кој бараше затоа што не можеа овде себе да се пронајдат, прогонувани од власта која постоеше во тоа време со години наназад. Да не наврајам. После, кои се тие луѓе? Тоа се луѓе кои го видоа својот пат, едини излаз кој патуваше на запад. Овде. Тоа се луѓе кои ја видеа единствената утабана патека на исток. Взимање бугарски пасош и економски мигрант во Европа, во Австралија, во Америка, во Африка, Јужна Америка, да не зборувам во сите тие кај ги има во Азија, кај не отидоа. И јас сум затоа да се укинат тие бенефиции на функционерите. Благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Ме слушаш? Да, повелете, ве слушаме. Ало, добро вечер. Кажете дали треба да има техничка влада според вас? Да, треба да има техничка влада, треба да биде албанец премиер, да ги реши тие проблемите што ги има Македонија за Европската Унија, проблемот со Бугарија, проблемот што треба да се затворат тие криминалците тука што се во Македонија. И така, мора да има албанец премиер. Само тој може да ги реши проблемите што ги има државата. А кој е вашиот одговор во однос на тоа дали треба да и се овозможи на диаспората да гласа преку пошта и имейл? Треба и диаспората да гласува. Дека ако не гласува диаспора ништо не правиме, дека цел народ од државата избегал веќе во диаспора. Добро, имате се уште време. Тоа би било се? И така мора да има техничка влада, да биде кој ќе биде или Артан Груп, или Талат Джафер, или Мендосачи, некој ќе биде премиер. И мора да ги реши проблемето со Бугарија и со Србија, некој проблем немаме со Србија и така, мислам. Добро. Значи, тоа е се што имате да кажете. Да, поздрав. Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Тинче, Трендафилче. Не сум повеќе детелинче. Добро вечер. И Дентеличе и Трендафилче, убава си ти, по-убавата. Благодарам многу. За техничка влада не сум. Зошто? Затоа што
за техничка влада требаше да се праша народот. А ова прашање го постави оној селјакон од... Без такви зборови, ве молам. Па ако сте од село, селјак е човек. Селенец е поинакво значење. Продолжете. Да. Видете, ова прашање го постави оној од селото. Сам народот не се праша. На избори се прашува, народот се прашува. За секое главно прашање кое е главно за народот, треба народот да се праша. А тој, за да дојде на власт, се обеќаше. Тој треба да се суди после изборите. А во однос на диаспората, дали треба да гласа според вас? Не треба. Многу луѓе го рекоа тоа. Затоа што тие не живеат тука и не ги знаат приликите наши, маките наши. Тие може слушаат од вестите тамо и од своите роднини, а да дојдат да живеат тука, нека гласаат. Треба да се праша овој народ овде. Прво ќе кажам јас, дали во Албанија има македонец кој би дошол да би... 90 секунди беше време траењето. Секако големо благодарам за учеството, а што се однесува до времето, стаса и тоа за реклами. Во овој дел од Црвена линија, секако уште еднаш подсетување до сите вас, ако не сте дел од оние кои што не следат на Инстаграм, сторите го тоа уште сега и веќе во утрешното издание на Црвена линија и утрешната анкета дадете го вашиот одговор. Но оние кои што не следат, еве како одговорија на денешното прашање. Дали треба да и се овозможи на диаспората да гласа на предстојните избори по пошта или по имейл? Со да одговорија 31%. Со не одговорија 69%. А сега тука во овој дел останува да ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во овој издание на Црвена линија. До мене гледате веќе со поголема брзина врти тркалото кое што за многу кусо време на некој од вас ќе му ја донеси главната награда, тоа е велосипед. Како и секогаш што бива, јас ќе ве подготвам, се разбира да ги знаете некои од прашањата кои што секако ќе бидат во денешното издание на квизот Заврти на Телма. Па забележете, кој е автор на законот, ако нешто може да тргне на лошо, сигурно ќе тргне на лошо. Која стилска фигура е дадена во вид на прашање, негирање на прашањето и на крај точен одговор. Со која буква од абецедата се обележува кралицата во шахот? Кое растение се користи за ноќ на вештирките, од неа се прави речел? А ние секако, еве, особено јас, ќе ми биде мощно драго вие кои што учествувавте во Црвена линија, за многу кусо време да ве слушнам и во Заврти на Телма. Секако ќе има многу награди. Подсетувам, главна награда ни е денес велосипед.